على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Джел им објави на својот пратеник вести од поранешните народи и му нареди тие вести да им ги пренесе на неговиот уммет, затоа што во куранските кажувања и во куранските вести навистина се наоѓаат големи поуки и опомени за неговиот уммет. Од тоа Аллах Азза ва Джел му нареди на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллам да му ја пренесе на неговиот уммет и случката со двајцата синови на Адам алейхи салату ва салам, на кои им беше наредено да му принесат курбан на возвишениот Аллах Азза ва Джел, па секој еден од нив двајца принесе курбан за Аллах субханаху ва таала. Но она што е битно од оваа случка е тоа што двајцата има една задача, двајцата има еден ибадет, принесување на жртва кон Аллах Азза ва Джел, но Аллах субханаху ва таала го прифати курбанот на едниот од нив, а на другиот од нив го одби и не го прифати. Затоа што прифаќањето на ибадетите, прифаќањето на нашите дела има своји причини. Исто така и одбијањето на делата и ибадетите имаат своји причини, а Аллах Азза ва Джелле не му прави зулум и неправда на никого. Павелит Аллах Азза ва Джел: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. И кажи му Аллахов пратенику за двајцата синови на Адам алейхи салату ва салам, така како што беше, кога тие двајца принесоа жртва, па кога од едниот беше примена, а од другиот не, рече: сигурно ќе те убијам. Тогаш првиот рече: Аллах прима само од богобојазливите. И ова е поентата од овој курански ајет, дека Аллах Азза ва Джел ги прима ибадетите, ги прима нашите дела само од оние кои се богобојазливи и кои се плашат од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Настаните на овие двајца браќа се развива различно. Нивните намери, ниети и нивното работање беше различно, па затоа и резултатите нивни беа различни. Едниот од нив успеа со богобојазливост, па ја доби Аллаховата блискост и неговото дело беше прифатено, а додека другиот пропадна, сгреши во својот курбан, почувствува завис кон својот брат и на крај го уби својот собствен брат, па стана еден од губитниците и на дуња и на ахирет. Така е исто, браќа, и со шеријатските обврски. Исто така е и со шеријатските прописи, и со делата и ибадетите кои Аллах Азза ва Джелле ни ги пропиша.
па ќе видиш дека меѓу луѓето има искрени и добри, а има и немарни и лицемерни. Па од едните се прифатени нивните ибадети, а додека од другите се одбиени. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: и нема да бидете наградени, освен према тоа како што сте работале. Аллах Азза ва Джелле навистина не прави зулум и неправда. Луѓето прават дела, чинат ибадет, му се приближуваат на возвишениот Аллах Азза ва Джелле со разни видови на ибадет, вложувајќи труд и напор. Но вистинскиот победник е оној на кого Аллах Азза ва Джелле ќе му го прима неговиот ибадет и неговото дело. А прифаќањето на доброто дело е највозвишената цел на правиот и искрениот верник. Секој еден од нас пости, секој еден од нас клања намаз, дава зекат, дава садака, таравија, ноќен намаз, но вистински победник е оној кого Аллах Азза ва Джелле ќе му ги прими овие негови дела, а го молим Аллах Азза ва Джелле да ни направи он нив, а Аллах навистина прима само од богобојазливите. Но браќа, делото нема да биде прифатен освен со два шартој, освен со два услови, а тоа е прво искреност кон Аллах субханаху ва таала. Овој ибадет што го чиниш да биде само заради Аллах Азза ва Джелле. Во овој твој ибадет да не му придружиш никого на Аллах субханаху ва таала, да не го правиш заради некого други, да не бидиш пофален од други, да не го правиш заради позиција и место или заради било која друга дуњалучка цел, туку да ти бидите исклучиво заради Аллах Азза ва Джелле. Ово е првиот шарт. Вториот шарт за да ти биде приман твојот ибадет и твоето дело е следење на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем и следење на прописите кои Аллах Азза ва Джелле му ги објави на неговиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем: "Фаман кана ярджу лиқа'a раббихи фалја'мал 'амалан салиха ва ла юшрик би'ибадати раббихи ахада." Кој се надева на средба со својот Господар, нека прави добро дело, а тоа е дело кој е склад со шеријатот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, и нека не му припишува никого на својот Господар во ибадет, и ове теа искреноста во твојот ибадет кон возвишениот Аллах Азза ва Джелле, а Аллах навистина прима само од богобојазливите. Верниците се трудат да ги остварат сите причини кои ги водат кон примање на нивните дела, а исто така верникот се чува од оние себепи, се чува од оние причини од дела кои се причини за да Аллах Азза ва Джелле да му ги одбие неговите дела и да не ги прифати. Затоа понизно верниците му се обраќаат на Аллах Азза ва Джелле и нон-стоп го молат Аллах Азза ва Джелле да му ги примат нивните ибадети. И ове беше патот на нашите претходници и патот на Аллаховите пратеници. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: и кога Ибрахим алейхи салам ги воздигнуваше темелите на Каба, заедно со Исмаил алейхи салату ва салам, додека ја граделе Каба, тие велеле: Господару наш, прими го ова дело од нас. Барајат од Аллах Азза ва Джелле да му го примат ова нивно дело. Навистина ти си оној кој се слуша и кој се знае. Двајца најдобри пратеници, двајца благородни пратеници, кои работаат највозвишено дело, а тоа е градење на Каба, воздигнување на неговите темели, а сепак бараат и го молат на Аллах Азза ва Джелле да им го прими ова нивно дело. Работаат дело по наредба од Аллах Азза ва Джелле, но сепак бараат од Аллах Азза ва Джелле да му го примат ова нивно дело. Исто така добрата жена, жената на Имран, мајката на Меријам алейха салам, се израдува кога остана бремена, па се завети дека плодот што е во незината утроба ќе го посвети исклучиво на ибадет на Аллах Азза ва Джелле и на служба на Бейтул Макдис на Кудс, без да го обтоварува со дуњалушки работи што би го оддалечиле од тоа. Па возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: кога жената на Имран рече: Господару мој, ова што е во стомакот мој, јас на вистина го заветувам само во твоја служба, па прими го тоа од мене. И таа барат од Аллах Азза ва Джелле, или бараше Аллах Азза ва Джелле да им го прими ова нејзино добро дело, па незиниот Господар го прими ова дело од неа со најдобро прифаќање и стори Меријема да израсне убаво. Господарот на световите Аллах Азза ва Джелле е најдарежливиот. Тој, Аллах Азза ва Джелле, не им нареди на луѓето да го обожаваат освен да им се смилува, ниту им нареди да го молат освен за да им даде, ниту им нареди да прават добри дела освен за да не ги награди за тоа.
Од Ебу Хурејра радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем рекол: кој ќе даде садака колку тежина на една урма од дозволена заработка, халал заработка, чиста заработка, да даеш садака колку тежина од една урма, возвишениот Аллах азза ва джелле та ја прифаќа со неговата десна рака, а потоа ја зголемува за незиниот сопственик, како што некој од вас го одгледува своето ждребе, се додека не стане големо колку планина. Не е битно колку дела, току битно каков ти е ниетот во чинење на твојот ибадет. Ове мал ибадет, мало дело, кој е тежит колку една урма, но возвишениот Аллах азза ва джелле ја зголемува неговата награда, се додека не постане голема колку една планина. И ова е дарежливост од Аллах азза ва джелле, но најбитно искреноста, ниетот и делото да е во склад со Кур'ан и Суннет. Затоа го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни направи од оние кои се труде нашите дела да бидат исправни, да ги поправи нашите намери, да и поправи нашите добри дела, да и примат од нас нашите ибадети, нашиот пост, нашите намази, садака, зекат и сите добри дела. И го молиме возвишениот Аллах азза ва джелле овој Кур'ан и овие дела да бидат доказ за нас на судниот ден, а не доказ против нас. Баракаллаху ли ва лекум фил Кур'анил азим ва нафa'ani wa iyyakum bima fihi min الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين فهذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في روهينجا، اللهم انصرهم في الصين، اللهم انصرهم في السيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالكفرة المرتدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.